Добар ден, денеска во МИА, во серијата интервјуа со председателските кандидати, разговараме со Билјана Ванковска. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. За почеток, колку Ванковска е левица, а колку левица е Ванковска? Мислам, постои една синергија, природна една хармонија. Иако не сум член на партијата, значи партијата нема и долго искуство на постоење. Знаете дека 2015 година е формално формирана од они левичарски движења како Ленка, Солидарност и неколку други. Додека Билјана Ванковска е родена како левичар, практично ако зборувам за социјалното, класното потекло, работничко. Порасната сум во социјалистички систем, очигледно. Вела мојата најблиска околина била таква. Живеам во работничко мало, да речам, тоа е она изградено по земјотресот, каде што работниците на Нова Македонија добија бараки и така, ја таму останав да живеам, така што секаде сум окружена со она што може би со застарен сега речник, ама би го нарекла работничка класа, така што јас ги примам тие импулси, тие чувства и нели начинот на живот го споделуваме тука и така. Така што ние се најдовме, што се вели, без многу да се трагаме едни по други, и вистина е дека јас бев еден од подписниците при основањето на левица, затоа што бев среќна што на политичката сцена, нели, која јас ја разбирам во баш плурална смисла, мнозинска, значи спектарот на понуди кои треба да им се дадат на граѓаните, сметав дека е тоа добар чин, убаво едно придвижување, бидејќи тенденцијата беше и се уште е, за жал, да сите некако во центар се групираат, па потоа викат центар лево, центар десно. Ова е навистина крајна левица. Така што тоа е тоа што јас го препознав како вредно за поддржување, како едно освежување на сцената. Свесна сум дека за левица се лепат и некои други етикети, ви благодарам што вие сте коректен во тој дел. Така што да, мислам дека ќе покажеме и низ кампањата дека застапуваме леви политики. Значи таа синергија ќе ја видиме и во програмата, и во настапите? Секако, секако. И за председателските, и за парламентарните? Па, иако нели по редот на нештата доаѓаат прво овие председателски избори, паралелно левица си работеше на својата програма и верувајте дека дури во една подоцнежна фаза, додека тие независно ја работеа својата парламентарна понуда, јас ги замолив, бидејќи мојата програма беше веќе готова, сама си ја напишав, си ја ставив на хартија, она што е моја визија, и реков дајте да видиме оние подрачја каде што председателот и владата нужно соработуваат, нели, како безбедноста, надворешната политика и дипломатијата и така. Значи, реков дајте да видам што имате вие предвидено, за да не дојдеме во некој расчекор. Немаше расчекор, практично многу мали финеси во кои ги тие работи вклопивме, за да нели хипотетички левица се бори за власт на парламентарни избори, без оглед какви се шансите и се. Меѓутоа, идејата на секоја политичка партија е да дојде или да учествува во власт. Така што ние тука имаме, мислам дека кои ќе бидат јавно направени, мојата е веќе јавно достапна, таа на партијата ќе биде подоцна, ќе можат граѓаните да ја видат, велам, оваа компатибилност, оваа навистина на иста линија стоиме многу нешто. Дури во оние делови во кои председателот нема надлежности, како што е образование, здравство, култура, разбирате, оној цел спектар што партиите мораат да го понудат. Јас не е пристојно да го нудам тоа што не можам да го реализирам и јас се држав до моите овластувања, така што мислам дека тоа ќе биде видливо. Добро. Еве, зошто се кандидиравте за председател, малку по-конкретно, што и каков придонес ќе дадете кон општеството, функцијата, демократијата? Каде се чувствувате? Јас на целиот овој процес гледам чекор по чекор. Знаете дека моравме прво да собереме 10.000 подписи, што не е мала работа. Јас тоа лично го искусив и го знам. Тој дел успешно го завршивме, рековме сега вртиме нов лист, одиме понатаму, нели подготвувањето на
кампањата, еве почнуваме, веќе сме почнати со официјалната кампања. Така да и моите амбиции, да речем, се многу реалистични. Ајде прво ова да го завршиме сега, во овој дел, во делот на кампањата. Мојата главна цел е да покажам колку сме ние различни од сето она што постои на политичката сцена. Веќе реков, во Македонија не можете да најдете десно, лево, центар, сето е некој бленд и микс на политички. Мислам дека дури нема ни идеологија. Кај нас има идеологија, некој тоа ќе го наречат идеали или некој викаат нели за само будале гину за идеале, еве ние ако треба и ќе загинеме што се вели во битката. Меѓутоа идејата да го деконструираме оној владеачки дискурс и концепт за општеството во кој постојано ни велат нема алтернатива за ова, нема алтернатива за ова. И на крај граѓанинот е пасивизиран и вика сите се тие исти, сите едното исто на еден или друг начин го преповторуваат, веќе се здодевни, не им веруваме, ветуваат мет и млеко дека ќе тече, а не е така, или одиме утре, задутре во Европска Унија, или НАТО требаше да ни донесе благосостојба. Мојата задача е овде, ја дури себе се дефинирам, не знам колку е скромно или не, ама ја се дефинирам како некој што ја кажува вистината. Значи, без оглед која е цената и како тоа јавноста ќе го прими, јас мислам дека јавноста заслужува нештата да се кажат без ракавици, без обланди, без розеви очила и пакување на нештата. Така што во оваа фаза е тоа, ако јас допрам со кажувањето на вистината, со работите директно такви какви што се, не избегнувајќи како против кандидатите, да, ама под услов и така натаму, мислам дека тоа е вистинскиот начин да бидете автентичен, да зборувате со аргументите на здравиот разум и граѓаните тоа го препознаваат. Велам затоа што се уморни од една политика која се држи на некое си ниво, која всушност е ограничена. Таа е ограничена од странските амбасади, од можните коалиции, дали со овој ќе се замерат или со оној. Левица во тој поглед слободно. Значи ќе прифатите дебата и ќе учествувате? Тука ви е јаката страна? Па тукму така, ние сметаме и ми се чини дека дури левица кога си ги правеше своите правила, всушност без јас да знам своите анкети и сето тоа кои луѓе се вистински левичари, ме препознале, без оглед што ја не сум член на партијата. И втората работа е она, тие сметаат јака страна, е мојата таа умешност устно, вербално да се изјаснам, да ќе кажам работите како што се. И тука би требало да биде јака страна, доколку кандидатите прифатат дуел. Она што мене ме загрижува, барем еве сега кога сме во почеток на изборната кампања, дека има многу, знаете и оние препирки, овој го поканувам на нешто, другиот не ми е пожелен и слично. Значи, нешто што ми се чини покажува отсуство на демократска толеранција или подготвеност за отворен диалог. Јас сум и реков тоа веќе повеќе пати, секаде каде што ќе ме поканат, без оглед дали сум сама, со 5 мина, 6 мина, би сакала сите 7 мина да може јавноста да ме види. Би било убаво кога секој од нас би можел со еден, особено од фаворизираните кандидати. Овде веќе сме во неравноправна положба и финансиски, и медиумски и секако, значи се знае кој и веќе мене ми беше дури помалку и заморно во ние првични интервју да ме прашуваат кому ќе му ги дадете гласовите во вториот круг. Не е коректно некој да ве отпише во стартот, а при тоа да избегнува дебат. Значи, јас многу би сакала да разговарам на еднаква нога, бидејќи ние еднакво собравме подписи, освен колешката Силјановска која отиде со 30 подписи од пратеници. Меѓутоа, ние сите формално правно сме еднакви. Значи, јас би требало да имам еднаква шанса да разговарам со председателот Пендаровски, со министерот Бујар Османи, со градоначалниците и така натаму. Јас сум единствен кандидат кој доаѓа од академската средина, без политички багаж, без никаква политичка функција зад себе и мислам дека тоа би било интересно за гледање за нашите гласачи.
кога сме веќе кај тоа, каква кампања очекувате и вие каква кампања ќе водите? Кое е вашето мото тука? Ние, нашата кампања ја водиме, знаете, многу креативно, од проста причина и обично употребуваме на народната сиромав човек жив ѓавол. Ние сме сиромашна партија, финансиски зборувам. Со енергија, со автентична моќ сме богати, затоа што тука доаѓаат луѓе кои се свесни дека не влегуваат во партијата за да добијат министерско место, амбасадорско, значи со некакви калкулации дека лично бенефит ќе видат. Тие сите знаат дека пред левица следува еден долг пат и дека ова жестока битка, така што тие луѓе што ни проаѓаат се навистина искрени, посветени, веруваат во овие вредности што ние ги споделуваме и сакаат да помогнат. Ние веруваме дека тоа ќе биде препознаено, секој од нив работи на терен. Значи ние нема да имаме спектакуларни митинзи, оние бини, огномети, каравани со автобуси, сето тоа што досега граѓаните го виделе, ние нема да го имаме. Имаме запишано еден дел на поголеми градови во кои ќе имаме во живо средби со граѓаните. Нели, меѓутоа и тие ќе бидат во така пристојни средини, домови, значи не се оние на улица митинзи, освен во Скопје. Последниот митинг ќе не биде во Скопје, во близина на градскиот парк. Социјалните медиуми, ова веќе го разговаравме со медиумските дебати, што не знаеме како и колку можност мене ќе ми дадат да се презентирам. Меѓутоа, се обидуваме на сите можни начини, одделење флаери, некој посебен весник подготвуваме, толку малку билборди колку што ќе можеме да платиме, нема да можеме како другите да ги гледаат ликовите граѓаните од сите страни, меѓутоа сепак да бидам видлива, нели, и препознатлива. Традиционално гледано гласачите на левица се работници и, нели, додека генерално луѓето како се помлади повеќе се склони кон левичарски политики, а како стареат се поконзервативни. Каде вие гледате, кои се вашите гласачи? Не е баш така, иако ова дури и толкувањето, нели, ако не си млад, кога си млад, ако не си левичар, нешто не е во ред, или ако си стара, си останал левичар и тоа не е во ред. Еве, ја го демантирам и тоа на своји 64 години. Сум се родила и сум се останала левичар, затоа што не сум калкулирала со своите идеолошки позиции. Не знаете, дека не сум била никогаш блиска до ниједна партија, напротив, сум била критичар на сите. Сега моето дружење со левица во врска со изборите ми ја отквара целата слика. Да, тоа се сиромашни луѓе, работници, селани, меѓутоа и луѓе кои се разочарани затоа што имаат одлично образование. Ние внатре имаме и академски и интелектуален потенцијал, меѓутоа луѓето не гледаат алтернатива во другите партии, така што тука се препознаваат себе си и сакат и велат, ако сега не ја биде Македонија, кога? Никогаш. Или се подготуваат да се заменат. И втората работа е, обично се зборува за генерацијски јас, ние ги привлекуваме младите. Точно е, Апасиев е за мене се уште навистина феномен кога гледам како младите, дури средношколци, дури млади кои не се гласачи се уште, во него гледат икона, еден вид на символ на отпор и со неговиот неконвенционален пристап. Јас сум различна, се разбира. Меѓутоа, таква поднебие се градиме култура. Така. Што е после проблематично на долго. Меѓутоа, велам, има тука и премостување на јазот генерацијски, затоа што за овие млади луѓе стојат нивните родители, кои живееле во социјализмот, кои останале како мене со убедување, или кои ги поддржуваат своите деца затоа што си ги сакаат, затоа што сакаат да им останат тука. И во левица има и возрастни луѓе, понекогаш си замеруваме и дури јас кој ќе речам, добро, убаво е оноа деца на транзицијата, ама пораснавте веќе сте зрели луѓе со преку 40 на години.
А тука се и родителите, тука се и повозрастните, постарите и пензионерите. Така што ние се обидуваме значи на една социјално-класна основа да допреме до луѓето и мислам дека добро оди. Неопределените нели го одредуваат текот на изборите, како вие планирате да ги придобиете тие гласови? Ќе бидам сосема искрена да кажам дека тука лежи оној адут на кој ние сметаме и мислам дека ќе изненадиме и то многу. Токму доаѓам од неколку места каде што имав некои практични работи да завршам пред ова интервју, во кои луѓето приоѓаат и велат: јас намерно не ставам лајк на вашиот профил или на Левица, намерно не се експонирам, меѓутоа јас сум за вас. Зашто? Затоа што се плашат, тие имаат бизниси, имаат работни места некојаш и по институции. Левица е некој вид, ја велам, баукот на левицата лета над Македонија, така што многу од тие луѓе кои одбиваат јавно да кажат која е нивната политичка преференца, ќе се препознаат во ова што ние го говориме и мислам дека и за мене и за партијата ќе го дадат својот глас, така што тоа е факторот на изненадување. Добро, знаеме дека Ванковска е против рамковниот, против Преспанскиот и против договорот со Бугарија, но е така јасно да чуеме зашто точно е Ванковска. Значи, Ванковска е за една нормална демократија, ве почнувам од рамковниот. Тој си ја изврши својата функција во едно драматично време, беше наметнат однадвор како наводно мировен договор, имплементиран делумно во Уставот. 20 години рамковниот покажа дека од час во час ние влегуваме во една либанизација, во една уште значи уставно втемелена етничка сегрегација, која веќе доаѓа до абсурд. Веќе немате ниту една институција која можете да ја конституирате без да го имате етничкиот фактор. Во граѓанските држави, во вистинските демократии, каде што демосот, граѓанинот владее, тоа не е природна работа. Така што мојата поента е дека рамковниот договор си ја заврши својата историска функција и ако сакаме понатаму, треба да се соочиме. Или одиме во бинационална, федерална или федерализирана држава, или ќе се вратиме и ќе бидеме како нормалните држави. Во таа смисла ефектите на рамковниот договор се погубни и веќе како и децава што ни заменуваат. Значи, јас ги гледам и моите студенти албанци, македонци, сите го споделуваат тоа како овде не се живее. Овде не знаете дека со своите одлични оценки ќе добиете работа. Дури имам албанци студенти ми вика: јас сум единствениот глуп албанец што имам и диплома и се, ама немам партиска книжка и не можам да се вработам и ќе си одам. Значи, тука е тој проблем. Овие другите два договори се, според мене, колонијални. Нас не третираат како западна колонија. Геополитички, геостратешки сме во зоната на тоа влијание. Меѓутоа, дури да го прифатам тоа како некаква реалност, не можам да прифатам дека Македонија треба да биде вазална и да именуваат. Што конкретно тоа се дело? Значи, историјата, уставот, името. Кој прв чекор ваш ќе биде? Првиот чекор ќе биде раскинување на бугарскиот договор. Со кого ќе се сретнете, кого би посетиле? Кого би посетила е друга работа. Ова што би прво направила би било раскинување на бугарскиот договор. Тој е наедноставен, формално правно, нема тука драматични ситуации, дури не задирани во францускиот предлог, што е следната задача на општеството, не само на председателот, туку јас се надевам дека и останатиот дел од политичката структура ќе се свести дека ова оди во бесмисла. При тоа Европската унија се менува во толку лоша насока, толку сама себе си пукаше во нога со украинската политика, со милитаризацијата, со социјалните протести што ги има внатре, што веќе тоа не е онаа унија што ни ја ветува. Така што мислам дека ние мораме да се свртиме кон сопствените национални интереси и да го издигнеме и оној наш национален дигнитет, достоинство, впрочем слоганот на кампањата со која одаме, да си го вратиме достоинството на народот. Значи, нас не сгазија и веќе почнуваме да не се веруваме себе си, дека било што можеме да смениме.
Добро, велите рамковниот е лош, но еве да пробам малку контекст да дадам. Дали сметате дека денеска некој во Украина, што доколку би имал можност на помалку од 100 жртви, да потпише еден ваков мировен договор, не би го прифатил? Видете, Украина е многу трагична ситуација затоа што мировните Минск 1 и 2 Западот и ги понуди на Русија, се сеќавате, тоа беше толку околу малцински права. И паралелата ви е дури добра. И Меркел потоа кажа, ние всушност купувавме време за да вооружиме Украина, да ја зајакнеме воено. Значи, воената опција не била исклучена, а мировната не ја третирала на начин како што ја третираа во Македонија. Во Македонија ние, знаете, седна 4 лидери подпиша, Али Ахмети уште беше у партизани и слично. Меѓутоа, чекор по чекор тоа некако се стабилизираше, барем се нормализираше ситуацијата и влегоа после во структурите и уште не можеме да се отерасиме од Али Ахмети и нивното учек, целото тоа сценарио. И тој хероизам воен, што мене лично многу ми пречи, затоа што не можеме да живееме 20 и кусур години со нечија војничка слава. Нам не треба мирнодопска слава. Во Украина, напротив, Западот не дозволи ни Минск 1 и 2 да се имплементираат и кога почна од почеток таа така наречена специјална воена операција, во март месец таа година беа прекинати преговорите за примирие, што мислам дека е голема штета за украинскиот народ. Јас сум за тоа, ако треба 100 години да се преговара, да се наоѓаат какви да се решенија, само жртви да нема. Сега имаме половина милион жртви. Затоа и тоа беше дека, значи, рамковниот тогаш бил, едно е да збориме за рамковниот сега од дистанца од 20 години мир, а друго е да... Затоа реков, тој се заврши функцијата. Да, може би е време да се разговара за неговата функционалност, но... Мислам дека рамковниот договор, барем така го третираат оние кои се сметаат себе за победници во таа фаза, за табу тема, за нешто што не смеете. И сега мене ќе ме обвина дека сум ја екстремна, дека јас провоцирам насилство. Не провоцира Ванковска насилство. Оние што се закануваат дека се уште подготвени со сила да го бранат рамковниот, значи не созреле, останале со умот во учека и со целата символика и со сето тоа што го мафтаат се уште и на своите овие промотивни настани на Бујар Османи, например, овие промоцијата негова беше со таква сценографија. И сега да не зборувам и за регионалните упади од Косово, Курти, самоопределување, влијание на албанските партии. Значи, работата се комплицира, наместо да се во тој момент сме ставиле точка, сме рекле стоп на насилство, ајде сега ќе градиме мирно општество. Мислам дека тоа е злоупотребен. Тоа е крајно доведено до ситуација на политика на уцена, во кој македонскиот народ и македонецот е уценет од сите страни. Од надвор го уценуваат и соседи, и ЕУ, и Америка, од дома албанците, така што фрустрацијата е разбирлива. Мислам, тука никој не може да не обвини за национализам. Ние сме најненационалистичкиот фактор во овој цел сложен мозаик кој постои. Добро, но целта е нели да се направи нешто конкретно, кога се критикува, треба и предлог да се даде. Да, предлогот е нов устав. Да, предлогот ми е нов устав. Ние не можеме да го крпиме овој како фустанот на пепелашка. Овде закрпимо амандман, овде оние, па сега бараат и други, па таа преамбула не личи на ништо, таа е повторно сите истите ќе треба да седнеме да... Ќе треба. Така да треба да прифатат сите да седнат на маса и веројатно сега малце треба и тоа да го градиме сите. Ќе го градиме, затоа велам, ова е значи само една од опциите која го опонира целиот оној контекст. Немојте да го тоа чепкате зашто војна, зашто тоа е табуизацијата на нештата или правењето од нив светиња. Ако тоа го допреме, готово, утре калашниковите ќе излезат пак на улица. Не можеме така да живееме, не можеме со страв да живееме. Мислам дека и многу, посебно од помладите генерации, знаете, тие не се ни сеќаваат на 2001-та, не биле родени или биле многу млади.
И сега живеат со тоа убедување дека таму е клучот на мир. Мислам, ако така веруваме, тогаш ние немаме ни мир, ни ништо. Ние сме заложници на собствениот страв. Јас сум за тоа председателот може да ја отвори таа уставна дебата и процедура за промена на целиот устав, велам. Не овде ќе закрпиме, овде ќе залепиме или ќе додадеме бугари или не знам кого. Нам не треба комплетно нов устав. И јас сум за тоа, велам, една таква радикална дебата. Се разбира, председателот не може да октруира устав, кога јас би можела, би ви кажала, ваков устав сакам. Ама не сум јас таа што се прашува. Значи, постои општество, постои дебата, постојат експерти, постојат заинтересирани групи и мислам дека тоа ќе биде шанса, дури и да не успее. Еднаш мораме да излеземе од стравот, да разговараме за рамковниот договор и за 2001-та. Хашките злосторства се уште амнестирани на криминален начин заради создавање на една владеачка коалиција меѓу ВМРО тогашно на Груевски со ДУИ. Нас Советот на Европа не убедува дека се согласувам, треба дебата, но и тие работи мора да се созреани сме за дебата по тоа прашање. За крај, од кого очекувате дека би можел да ви честита победа? Па видите, ако има минимум политичка некаква, политички бонтон би рекла, не, политичка култура е малку посложен поим, политичкиот бонтон заслужува, особено ако сме горе-доле, се држиме во границите на оној кодекс за фери демократски избори што го подпишавме на почетокот на кампањата, би требале да си честитаме сите, барем дека сме го изоделе патот. Дури да не е победа, дури да е пораз, да предпоставиме дека јас ќе изгубам. Јас би очекувала и би била среќна кога граѓаните на улица би ми пришли и би рекле секоја чест професор Кеја, изодивте битката, се боревте храбро, достоинствено, честно, без валкани работи и направивте поента едноставно, оставивте белег. Па понатака ќе видиме кој ќе победи, така што. Дали вие ви честитале победа, да речеме на Пендаровски или Силјановска, можеби? Па сега, ако граѓаните, тоа е, знаете, не честитка за личностите, колку повеќе, значи, граѓанската волја е таа што победува, зошто да не? Ако победат на чесен начин, да. Ако користат други методи, би била остра и критична. Затоа што мислам дека уште не почнати се тие двајца веќе протуркани во вториот круг, што мене многу ми пречи, затоа што е тоа начин како креирате јавно мислење. Знаете, ако постојано секоја вечер граѓанинот слуша тие двајца во вториот круг, тие двајца во вториот круг и се поставува прашање што прават овие 5 мина други, така што јас се надевам и тие двајца ќе се држат коректно, иако на почеток не ветува многу, ама ќе видиме. Така што јас би сакала ова да заврши барем да не биде мачење за граѓаните и да не престанат да не следат некаде на почеток или средина на кампања. Јас ќе се потрудам да биде интересно, да биде суштински. Вие поставивте многу суштински прашања и ќе верувам и вашите колеги новинари ќе го прават тоа. Така што тоа ќе биде се она што ние можеме да го понудиме, а потоа нека му е со среќа на оној што ќе ја земе функцијата и ќе влезе во многу драматичен период. Мојата проценка е дека мандатот од 5 години ќе опфати драматична промена на светот во овој мултиполарен свет. И нека му ја мисли. Добро, благодарам. Благодарам и вам. Ова беше Билјана Ванковска, председателски кандидат во серијата интервјуа на МИА со председателските кандидати.